Драги мои, магични мои пријатели, колективна енергија, мои енергии кои што доаѓате на Уналунтарот, јас вас сите ве поздравувам и од сето мое срце ви се заблагодарувам за една ваша поддршка која што неуморно ја испраќате до Уналунтарот страницата и мојот YouTube канал. Ова е последен ден и последна порака, дневна порака за сите вас во 2025 година. Дојдовме до крајот на оваа година, како што беше, да ја видиме со желба, со лошо што се случи, сето она лошо што се случуваше во изминатиот период и што ви се случуваше во изминатиот период, никогаш да не се повтори. Да се потсетиме и да му благодариме на универзумот за се што беше убаво и никогаш да не го заборавиме доброто што се случи во нас, за нас и до нас. Благодарам на сите што на било кој начин ми ставивте насмевка на лицето. Моите желби за сите вас, за сите нас, да не следат во новата година или пак во мокниот број 1 во една енергија на добро здравје, многу оптимизам, надеж и успех во се што правиме и манифестираме, дали било во наша енергетика или пак во овој телотворен живот. Нека ни е добро ова последно утро од старата година, за да можеме радосно да го дочекаме секое ново утро во новата 2026 година, како што и доаѓаат енергиите за вас во моето дневно исчитување со пораки до сите вас. Денешната порака или пак последна порака кон вас, кон сите вас, да биде во енергија, да се спознаете и дознаете себе си, да научите во ваша манифестација. Манифестацијата е енергија која што ќе треба да се компатибилизира во една ваша енергетика, да научите и сватите да вие кореспондирате со енергиите на оваа земјина енергија, дека вашата манифестација не е секогаш сакам и го сакам тоа да ми се оствари, туку треба веќе да го видите происходот на енергија која што сакате да ви се исполни, да бидете во таа енергија, во више исполнета енергија. Тоа е права манифестација за вас. Денешната порака е токму наменета за некој од вас кој што ќе дојде да погледне, да послуша оваа порака на денешното последно видео и последна енергија во утринските часови кој што доаѓа за сите вас. Денешната порака говори за еден ваш стрес, енергија да некој е во енергија на стрес, во енергија на безизлезност, да овој стрес му произведува една енергија на животинска енергија, да е во стресна фаза, да довикува и повикува во негова енергија, во негова манифестација која што не може да се оствари. Енергија да вие кога ќе манифестирате и кога влегувате во една ваша манифестација за ваша енергија на стресна состојба, вие го посакувате внатрешниот мир. Енергија да некој од вас денеска се соочи и спознае како да изманифестира една енергија внатрешен мир. Енергија да стресот го стави во една длабока енергија, во едно длабоко спиење, каде што и животната енергија или пак животниот инстинкт кој што ве води, ве прави стресни,
Оваа енергија ќе биде паркирана во вас се додека не почнете да изманифестирате вашата битна енергетска влезност која што ќе биде внатрешен мир. Да добиете внатрешен мир за случка настан кој што ве преокупирал во енергија да се спознаете и дознаете себе си, но и да изманифестирате со внатрешен мир енергија да го паркирате овој мир, значи го ставите во внатре, во вашата свесност, во вашата подсвесност, да биде во енергија на происход, каде што и ќе доживеете една манифестација која што ја имате од поодавна. Ова е ваша манифестација која што ќе носи енергија да спознаете и дознаете дека вие сте конектирати со самите себе. Оваа манифестација е буквално паркирана во вас, но она што не го знаете е дека не манифестирате на правилен начин и затоа не можете оваа стресна енергија да ја повлечете за да доживеете една енергија на внатрешен мир. Ајде да видиме што друго сакаат овие тарот карти за денешнава порака која што ќе треба да резонира со секој од вас, кој што ќе дојде да послуша оваа порака, ќе биде една вкоренета темелна енергија која што се надевам дека ќе превземете моментални ситуации, случувања на во денешново ичитување од оваа порака. Треба да доживеете просветлување, една бела енергија каде што и ќе треба да имате во вид дека белата светлина е осветлување кон вас сами, да бидете во енергетско дознавање за вас сами, да се избалансирате чакрено, да го избалансирате чакрениот енергетски дел, онаму каде што и го произведувате овој стрес, а тоа е вашата трета чакра, соларен плексус, енергија каде што и го правиме и го создаваме овој стрес, енергија да вие манифестирате изобилство на секаков можен начин во вашиот енергетски живот. Енергија да токму ова манифестирање не можете и не успевате да го направите затоа што немате внатрешен мир. Енергија ви треба мир, чакрен баланс, каде што и ќе треба да добиете едно просветлување за да можете да влезете во енергија на манифестационо изобилство. Ајде да видиме што друго сакаат да ви кажат овие тарот карти. Ке спознаете и дознаете за ваша манифестација и овој стрес ке се трне во ваша релациона, љубовна енергија или пак енергија да некој доживее стрес од неговиот партнер, каде што и манифестирал изобилство, но овој стрес може би и ќе се случи на ваш пат, физички пат, за некој од вас, а за други пак од вас ќе се соочите со стресната енергија додека манифестирате, додека ги вашите чакрени енергии ги усогласувате и оваа енергија ќе се случи токму во ваш зададен момент како бела светлина на физички пат, енергија да, на ментален пат, се извинувам, на ментален пат каде што и вашата врска, доколку е во стресна енергија, се стави во една внатрешна, мирна енергетска вредност. Се надевам дека оваа порака ќе му донесе некому многу големо искуство, ќе земе енергија и ќе земе една огромна смерница. Елегантен баланс. Енергија да направите елегантен баланс во вашата енергетска вредност. Енергија на мир, спокојство. Енергија на трансформација во вашата љубовна релација со вашиот партнер. Се надевам дека оваа порака ќе биде утемелена во вас. Се гледаме во наредната година.
Поздрав!